Во ова издание на Студио на Нова тема се е ефикасноста на ревизорските извештаи. Мој гостин е Максим Ацевски, помошник на главниот државен ревизор. Добро дојдовте. Добро најдов. Господине Ацевски, јавноста често од вас очекува да добие потврда или да биде негирано нешто за што многу често се шпекулира, особено кога станува збор за финансиското работење на институциите, начинот на трошењето на буџетските пари, односно на парите на граѓаните. Колку во таа смисла вашата работа успева да им помогне на граѓаните да дознаат кога се манипулира со нив, односно се кажува невистина во некои медиумски или било какви други излагања, а кога нешто за што се шпекулира постои основа? Пред се да изразам благодарност на укажаната доверба и покана за нашето денесно присуство. Би сакал да кажам дека Државниот завод за ревизија е една од основните цели и функции во суштина да даде дополнителна вредност во дадувањето препорака за начинот на користење на јавните средства или за начинот на користење на средствата од даночните обврзници во Република Македонија. Верувам дека нашата мисија и она што е утврдено и со самиот закон како функција и надлежност на Државниот завод за ревизија и успешно го остваруваме целокупниот овој период. Верувам дека тоа ќе остане во натамошниот период. Една од целите на Државниот завод за ревизија во суштина да изврши ревизија на финансиските извештаи на субјектите од јавниот сектор предмет на ревизија, но воедно и да даде соодветно мислење за тоа дали истите се реални и објективни и да даде оценка за усогласеноста на нивните активности согласно законите. Верувам дека досега тоа го правиме успешно преку издавање на ревизорските извештаи и нивното објавување на нашата веб страна, така што и субјектите предмет на ревизија преку нивното доставување и известувајќи ги надлежните органи пред собранието и другите органи кои што се надлежни за следење на работењето на таквите субјекти, но и граѓаните пошироката заедница преку објавување на самите извештаи на веб страната на Државниот завод за ревизија, сметам дека даваме доволен придонес за транспарентноста и јавното работење на самите субјекти предмет на ревизија. Потврда за тоа е што со големо внимание, ние новинарите, а верувам и дел од јавноста ги следиме вашите извештаи и често не сум чул да има некакво сомневање во тоа како се ти изготвени, барем од страна на јавноста. Она што сега се поставува како логично прашање и за нас новинарите и за јавноста, што понатаму, што кога вие ќе констатирате нешто, некоја неправилност за тоа како институциите ги трошат парите на граѓаните? Дали и што тие извештаи коригираат? Кој е ефектот од нив? Мислам што можеле вие да наведете како ефект кој е постигнат, сте констатирале неправилност и постои ли одговорност или постои ли промена на некои работи кои вие ги утврдувате како слабост? Ефектот или ефикасност на нашето работење во суштина може да се следи од повеќе аспекти. Прво, давањето на препораки во самиот ревизорски извештај во која што субјектот предмет на ревизија го задолжуваме во рок од 90 дена да не извести за преземените активности по дадените препораки. Тоа е првата работа. Втората работа ги известуваме надлежните органи нели за следење или надзор над работењето на субјектот предмет на ревизија, но воедно доколку констатираме одредени неправилности кои што се со коруптивни елементи или незаконско работење, известуваме и надлежните органи како што се јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи и има ли случај обвинителството и Министерството да покренат понатамошен процедура, некаква постапка врз база на вашиот извештај? Па сметам дека има. Ако ја погледнете само вчерашната изјава на претседателот на Државната комисија за спречување на корупција, во која што дел од нивното постапување се повикува на ревизорските извештаи на Државниот завод за ревизија, мислам дека е добра работа и добра координација. Впрочем и нашата работа помеѓу надлежните институции. Што покренува антикорупцијска одредена постапка по одреден ревизорски извештај во која што верувам дека ќе може да го видите и изјавата на самиот претседател на Комисијата за спречување на корупција, каде што се однесува на кој се однесува на ревизорски извештај објавен од страна на Државната завод за која институција? Сметам дека ќе се види тоа и така да ќе може да да објави самата антикорупцијска Па и објавено е тоа, мислам дека е поставено известувањето, интервјуто на самиот претседател. Она се што прави забуна се, например, ситуации како оваа со Агенцијата за странски инвестиции, каде што вие укажувате на проблем околу тоа
немате информации очигледно за тоа колку Агенцијата за странски инвестиции субвенционира, односно дава субвенции на странските инвеститори, и добивте одговор малку чуден од една државна институција, каде што директорот на оваа агенција вика јас не им верувам на државната ревизија и ќе барам независна ревизија. Односно не знам од каде ревизија. Јас ги следев таквите активности, не верувам дека директорот на самиот субјект предмет на ревизија дека не верува на утврдените состави од страна на Државниот завод за ревизија и ревизорите кои што тоа го прават, бидејќи до нашата институција пристигнати се известувања од самиот субјект во кој што кажува дека постапува по дадените препораки во ревизорскиот извештај. Тоа значи дека ако постапува по дадените препораки, индиректно значи дека верува и на извршената работа од страна на ревизорите. Господин Ацевски, еве да не навлегувам понатаму околу агенцијата, иако останува нејасно зашто тоа директор на една институција државна ќе бара независна ревизија, заобиколувајќи државната ревизија. Но еве друго да ве прашам. Вие констатирате дека, односно се сомневате во финансиските извештаи кои до вас ги доставуваат некои од институциите, некои од министерствата, да речеме, дека тие не се сомневате во објективноста на тие извештаи. Што кога вие ќе констатирате таков проблем? Ако вие се сомневате, што да рече јавноста? Добро, нашиот сомнев. Даваат ли потоа, ама чекајте, еве ќе ви дообјасниме со некои аргументи сепак. Значи, ревизијата е активност која што на субјектот предмет на ревизија му остава простор да ги докаже сите спротивности во однос на оно што значи тврдење на самите ревизори. Доколку утврдиме одредени состави кои што може да се надминат во самата ревизија, ревизорот има право и обврска да дозволи таквата состава субјектот предмет на ревизија да ја отстрани во финансиските извештаи, а за тоа пак ревизорот на последната страна или најпосле од самиот ревизорски извештај имаме одредена точка каде што се вели обеладување на настани кои што се случиле по извршување на ревизијата, каде што истакнуваме дека во текот на ревизијата субјектот предмет на ревизија преземал одредени корективни активности во делот на коригирање на финансиските извештаи. Но она што констатирате во Министерството за здравство дека нема административни капацитети за јавните набавки да ги спроведува како што треба и така натаму, може они подоста сега ќе запослат повеќе луѓе за да развијат тие административни капацитети, но што правиме со сомнежот како до тогаш Министерството за здравство работело со тие капацитети во спроведување на јавните набавки? Тоа се две сосема различни работи. Значи, едната работа можете ако сакате, ако сакате можете ги разделите скроз, но сепак мислам дека во интерес на експлицитноста е подобро да се спојат. Ќе се обидам да објаснам. Тоа се две сосема различни работи кои што една причинско-последична врска. Да. Значи, ако немате соодветни човечки ресурси, тоа значи имате ризици дека одредено постапување на работењето, дека ќе се создадат одредени состави кои што ќе влијат негативно во стварување на целите на субјектот. Ако имаме одредени состави во кои што ќе утврдиме дека имаме недостиг на човечки ресурси, тоа значи дека ревизорот има обврска да објави дека во суштина имаме одредени проблеми во делот на управување со човечките ресурси или потреба човечки ресурси. И тоа е едната работа. Втората работа, можеби да се случи и покрај што можеби човечките ресурси се недоволни така натаму, но сепак е обезбедено соодветно законско постапување. Или пак обратно состави. Таквото недостасување на човечки ресурси може да предизвика соодветно или негативно работење во самиот субјект предмет на ревизија. Без разлика дали се работи за Министерството за здравство или за некој друг субјект, доколку ревизорот констатира одредени состави кои што сметаат дека иницираат на одредено незаконско работење, тој имало врска, доколку е тоа материјално, да ги извести надлежните органи. Не можам да не ме прашам за Скопје 2014 со оглед на галамата која целиот проект ја дигна и особено делот за анексите, каде имаме случаи каде што еден ист објект стига до 30 анекс договори, што остави стварно една многу причини за шпекулации и за сомнеш околу тоа како се трошат парите, што се прави, кој кому дава. И вие во 2011, ако не се лажам, имате констатирано таков проблем со анексите. Значи, во тој дел за Скопје 2014 година не можам да искажам ништо повеќе, бидејќи не сум вклучен во работењето или ревизијата на тие субјекти, бидејќи нашата организациона поставена се подобна така што секој од помошниците
координира одреден област. Да. Ќе ви објаснам и за анексите. Значи одредена област, бидејќи субјектите предмет на ревизија ги делиме според нивната дејност, така да единицата на локална самоуправа не се во мојот делокруг. Меѓутоа во делот на оно што значи анекси и така натаму, како Државен завод за ревизија кон Конституција, постојано сме во тесна корелација и соработка со Бирото за јавни набавки, кој во суштина преку Министерството за финансии овластен предлагач за одредени измени и дополнувања преку владата на Република Македонија. Секако дека се констатирани дека има одредени проблеми во делот на склучување на анексите, иако и погледнете последните измени и дополнувања точно во делот на склучување на анекси, во суштина е направена една рампа, фактички или грубо кажано, каде што сега за секој склучување на анекс ќе се бара дозвола од Советот за јавни набавки при Бирото за јавни набавки. Да. И сега доаѓаме до клучното. Еве, се правело што сте правело, се менуваат работите за подобро, да речеме, како што видите ставена е рампа, што и како јавноста или отчетноста пред јавноста, па и одговорноста ќе преземе некој за тоа што се случувало пред да се постави ова што вие го велите рампа. Не само во случајот на анексите за Скопје 2014. Зборувам во многу други случаи каде што Државниот завод за ревизија со години наназад во континуитет открива неправилности. Нашата врска е да работиме согласно стандардите и законите. Секој субјект предмет на ревизија има врска да работи согласно законите и прописите и надлежните органи треба да... Имате ли пример за кривична пријава покрената врз база на вашите извештаи? Мислам дека има, меѓутоа во овој момент не можам да се сетам. Инаку моето долгогодишно искуство во Државниот завод за ревизија некаде повеќе од 12 години и има одредени постапки кои што се водени и мислам дека резултира. Ако споредите со обемот на неправилностите кои ги наоѓате и ние како јавност ги гледаме во вашите документи и процентот, односно бројката на пријави, постапки, дали тоа не ме фрустрира? Како професионалец? Не сум правел такви анализи во делот на оно што значи пријави и преземени постапки, меѓутоа како ревизор или како вработен во Државниот завод за ревизија ми радува фактот што последните анализи кои што патуваат на преземени мерки по дадените препораки на властениот државен ревизор задоволуваат. Тоа значи дека последните неколку години имаме процент на постапување преку 80% по дадените препораки, што задоволува и што е во рамките на нашите постапување во смисла на преземање корективни но не и одговорност. Ние не можеме да изрекуваме одредена одговорност и за тоа треба да го бараме прашањето. Зошто вие како во случајот со српската ревизија не можете да поднесете прекршочна пријава, кривична пријава? Српската државна ревизија има поднесено преку 100 пријави до обвинителството и се жали државниот ревизор на ефикасноста на судскиот систем. Вели судиите, ние све направивме, судиите нека мрдат. Се работи за сосем различно уредување. Значи, нашиот закон за државна ревизија ни дава овластување што може главниот државен ревизор да преземе во одредени постапки во делот на одредени неправилности. Мислам дека и длабоко верувам дека главниот државен ревизор во Република Македонија ги презема сите активности кои што се утврдени согласно законот за државна ревизија. Значи, ние ги немате овие права како што ги имаат србите. Значи, во овој момент ние ги немаме овие права и верувам дека не се тоа најдобрите права кои што се дадени на ревизорска институција, бидејќи ќе се претвори во обвинителна институција, а не во ревизорска институција. А зошто да не, ако сте на позиција да откриете неправилности, зошто не бидете и, да речеме, соработник со правдата, односно соработник со обвинителството? Бидејќи се работи за друга државна институција, а двете работат во интерес на граѓаните. Ние секојаш сме на таа позиција и секојаш се работуваме со сите државни органи, вклучувајќи го и судството, вклучувајќи го и обвинителството, и Министерството за внатрешни работи, и Комисијата за спречување на корупција, и велам дека го даваме максимум со она што значи мандат на Државниот завод за ревизија. Меѓутоа, таквото решение сметам дека не е најсреќно, од причина што во една таква ситуација, наместо да вршиме ревизија, ние постојано ќе се занимаваме со одредени работи кои што во суштина значат активноста на некои други државни органи. Обвинителството, судството, Министерството за внатрешни работи и ред други активности. Кога има проблем негде, во континуитет, Бугарија имаше проблем со финансирање на политички партии. Македонија го има истиот проблем. Вие го констатирате во вашите ревизорски извештаи постојано проблемот со финансирање на политички партии. Во Бугарија државниот ревизор може, државната ревизија може директно да изрече санкции над политичките партии за овој проблем. А во насока се реши тоа еднаш за секогаш, бидејќи, како што велат многумина
токму проблемот со финансирањето на политичките партии е генератор на корупција. Сметам дека Државниот завод за ревизија направи максимум тоа што можеше да направи, имајќи во предвид и човечките ресурси кои што располага. Оваа година за прв пат Државниот завод за ревизија направи ревизија на сите политички партии кои што се регистрирани во Република Македонија и издаде преку 50, беа офатени 51 политичка партија, од кои што некои политички партии веќе се згаснати, некои политички партии нема врска да изработуваат годишен финансиски извештај согласно законот за сметководство за непрофитни организации, меѓутоа најголемиот број се офатени се издадени ревизорски извештаи. Улогата и задачата на Државниот завод за ревизија е како да ги ревидира финансиските извештаи, но така и да дава препораки за надминување на одредени системски слабости. Сметам дека кога зборуваме за политичките партии, не треба само да ги гледаме она што значи законска регулатива, но воедно и човечки капацитети на одредени помали политички партии во делот на водење на сметководството, од една страна и од друга страна самото контролно обкружување и свеста на вработените кои што се задолжени за водење на сметководството кај политичките партии. Според многумина, вие сте многу малци за да можете да одговорите за задачата. Тоа е релативно прашање. Дали сме малку или многу, но оно што е најбитно како административен, како капацитет, може би требало да имате повеќе вработени евентуално. Јас поинаку би го поставил прашањето. Дали само во Република Македонија треба да се наметнува Државниот завод за ревизија да врши ревизија на политичките партии визави во другите субјекти, па вклучувајте ги врховните ревизорски институции во Европската унија, каде што тоа прашање или таа надлежност не е дадена на самите ревизорски институции. Можеби тоа е фактот дека во Државниот завод за ревизија се има поголемо верба и граѓаните очекуваат да изврши Државниот завод за ревизија на финансирањето на политичките партии, но сметам дека ако важат одредени правила за другите држави во Европската унија, истите тие правила треба да важат и за Република Македонија, односно да не се наметнува нешто што значи искочок во Република Македонија. Да. И зошто на крај околу вашата присутност во јавноста се разгледува годишниот ваш извештај во собранието, тоа е. И на вашата веб страница 2013 година за прв пат сте по-тивки, ако може така да речем, бидејќи ве немаше цела година, па за на крај се објават сите. Што не било случај до сега, следејќи ве. Јас не се согласувам со вашата констатација дека сме тивки и дека не сме присутни. Нашата веб страна е најпосетувана страна барем кај субјектите од јавниот сектор, имајќи во предвид дека континуирано ги објавуваме сите ревизорски извештаи кои што се завршени и нивната конечност е пристигната. Тоа е првата работа. Втората работа сакам да кажам дека во делот на што значи транспарентност и јавност работењето на Државниот завод за ревизија, според зборовите и на многу амбасадори во Република Македонија, во суштина Државниот завод за ревизија представува лидер во регионот во однос за водење на истината. Никој не сум чул некој да забележи околу професионалноста како ги изготвувате извештаите. Немам што да, она што е нејасно за јавноста е како може една државна институција како што се вие, плюс со кредибилитетот кој ви го признаваат, да потоа другите институции се сосема глуви по вашите наоди. Ви побарал некојаш обвинителот да рече, дајте ми за ова уште некој, имате ли, располагате ли со друг материјал? Па сега конкретно немам конкретни информации. Дека просто е неверојатно како може вие да констатирате такви неправилности, а да нема никаква постапка по нив. Или потсетете ме ако има некоја конкретна постапка која води обвинителството, која е во судска процедура, еве која може сум превидел, не ја знам. Добро, од она што преходно веќе непол месец ден имам информации, значи има ревизорски извештај во кој што јас бев во мојот сектор беше, моја ревизорска екипа го спредуваше, меѓутоа знам дека и заврши со обвинителен акт, меѓутоа мислам дека во контекстот на оваа емисија не е коректно да ги изнесуваме и субјектите и лицата кои што се. Зборувате за еден предмет. Не, зборуваме за постапки, пошто баравте значи конкретна информација. Значи не барам, еве на пример исто, не знам, велите рампа е ставена на анексите со врз база на како резултат на вашата ревизија. И сега ме интересира дали некој ќе одговара за она што сте го нашле пред рампата да се стави. Ставена административна рампа, но ако сте пронашле простор на кој треба да се стави рампа, тоа значи дека претходно постоел простор кај што секако дека ќе вечката оро играла. Секако дека ќе одговара некој, меѓутоа велам, ние не сме тие кои што кажуваме колку треба да одговара. Значи некој друг орган треба да го заврши се до тоа. И велам, кога ги посматраме работите, кои гледаме работите кои што се надлежност на Државниот завод за ревизија,
треба да ги гледаме само во оквирот. Колку е дадено мандат на Државниот завод за ревизија, дали Државниот завод за ревизија го извршува тој мандат и да се запрашаме дали другите надлежни органи постапуваат по тоа и какви се ефектите од сето тоа. Кога видите се запрашаме, ако ве прашам, дали сте задоволни од тоа како постапуваат другите органи по вашите извештаи? Јас верувам дека сме задоволни, треба да ги провериме тие. Верувате или сте задоволни? Јас сум задоволен. Значи треба, меѓутоа, ако ми барате конкретни бројки, значи треба да ги обезбедиме тие конкретни бројки во една следна емисија да се види. Па јас не би бил задоволен кога на толку истражување како што вие што го правите, со толку професионализам и знаење, останат глуви моите колеги од другите институции. Тоа е ваша констатација. Океј, ви благодарам за разговорот, господин. Благодарам и вам.